Во рамките на вкупните подготовки за одбрана на нашата земја од евентуална агресија, значајно место зазема организирањето и подготвувањето на цивилната заштита. Со Законот за народната одбрана конкретно се определени обврските на граѓаните во спроведувањето на пропишаните мерки за заштита, учеството во обуката за одбрана и заштита и служењето во единиците на цивилната заштита. Исто така, законот ги задолжува организациите на здружен труд, другите организации и органи, да преземат неопходни мерки и да создадат услови за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра и да организираат единици на цивилна заштита заради спасување и отстранување на последиците од војните дејства. Ваквата поставеност на цивилната заштита условува мерките за заштита што ги преземаат и спроведуваат граѓаните, организациите на здружен труд и другите организации, да немаат пасивен карактер, напротив, се работи за оперативни активности што треба да овозможат услови за живот и работа како јакнење на борбената способност на нашиот народ за успешно спротивставување во сите ситуации што ќе ги наметне војната. Од тука следува заклучок дека без оглед на карактерот и физиономијата на современата војна, добрата организација и подготвеност на населението представува бедем што ќе ги елиминира можните ефекти на употребените борбени средства и ќе ги ублажи евентуалните последици што може да ги предизвика употребата на нуклеарно-биолошко-хемиските борбени средства. Поаѓајќи од карактерот на можните дејства, обемот на последиците од употребата на борбените средства од страна на агресорот и елементите на заштита во услови на современа војна, а со цел да се обезбеди ефикасна заштита и организирано ангажирање на населението и материјалните добра, со Законот за народна одбрана се предвидува образување на посебни единици на цивилната заштита во општините, местните заедници, организациите на здружен труд и другите организации, како и примена на низа мерки за извидување, известување и тревожење, за солнување, евакуација, затемнување, згрижување на постраданото население и слично, со што се создаваат услови за активен однос и учество на сите способни граѓани. Специјализирани единици на цивилната заштита. Со цел да се обезбеди квалификувана помош и поголема оперативност и ефикасност во заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра, во општините се формирани посебни специјализирани единици на цивилната заштита по дејности за укажување прва медицинска помош, за радиолошко-биолошко-хемиска заштита, инженериско-техничка заштита, за извидување на територијата, за згрижување на настраданото население, потоа за противпожарна заштита, за асанација на територијата, за одржување ред и безбедност, како и за отстранување на последиците предизвикани врз комуналните инсталации и нивните постројки. Овие единици со својата организација, материјална опременост и обученост, кадровска структура и со својата маневрска способност, представуваат значајна сила на општествено-политичката заедница за непосредна интервенција во средиштето на дејствата, како и за надополнување на активноста во текот на дејствата на универзалните единици за цивилна заштита и граѓаните, организациите на здружен труд и другите организации. Значаен фактор во севкупниот комплекс на мерки и активности што се преземаат на подрачјето на општината представува активноста на специјализираните служби и организации како што е здравствената служба, комуналните организации, Црвениот крст и другите слични органи и организации кои преку извршувањето на својата непосредна функција обезбедуваат или придонесуваат за брзо совладување на последиците предизвикани од борбените дејства на агресорот. Единици на цивилната заштита во организациите на здружен труд, во другите организации и во местните заедници. Заради брзо, организирано и ефикасно отстранување на последиците предизвикани од војните дејства и спасување на населението, покрај специјализираните единици во рамките на организациите на здружен труд, другите организации и местните заедници,
се организирани посебни единици на цивилната заштита. Во организациите на Здружен труд и во другите организации се формирани единици на цивилната заштита по намена, за посебна намена, санитетска, радиолошка, хемиско-биолошка, техничка и противпожарна заштита и за општа намена, универзални и единици на цивилната заштита. Постојат и други состави на цивилната заштита: систем за тревожење, извидување и врски, потоа пунктови и станици за прва медицинска помош и радиолошко-хемиска биолошка деконтаминација, а сите заедно представуваат посебно организирано јадро кон кое се вклучува и се ангажира целиот состав на организацијата кога за тоа ќе има потреба. Во местната заедница, организирањето на цивилната заштита се засновува врз најшироки основи. Покрај универзалните единици на цивилната заштита постојат посебни органи за подготвување и спроведување на евакуацијата, санитетски прифатни пунктови, пунктови за радиолошка, хемиско-биолошка деконтаминација, ветеринарни станици, екипи за тревожење и други состави. Во единиците и во другите состави на цивилната заштита, поверениците на цивилната заштита во стамбените згради и другите организацијски структури за примена на мерките практично се обезбедува учество на сите способни граѓани што не се ангажирани на други должности, што покрај обврската да служат во цивилната заштита, тоа од друга страна представува и остварување на правото на секој наш граѓанин активно да учествува во одбранбените напори на нашето општество. Преколку широко разгранет систем на цивилната заштита во организациите на Здружен труд, другите организации и местните заедници, се обезбедува потребна оперативност и ефикасност во заштитата и рационално користење на луѓето и материјалните добра. Ефикасноста на олку разгранетиот систем на цивилна заштита се огледува во тоа што единиците на цивилната заштита се присутни на целиот простор и се во можност брзо да интервенираат во давање прва помош, гасење пожари, излекување затрупани одурнатини, скрижување на настрадани граѓани и слично, создавајќи услови за нормализација на животот и продолжување процесот на отпор и работа. Од тука и потребата сите граѓани и работни луѓе непосредно да се оспособат за одбрана и заштита. Со учество на курсевите и со другите форми на обука што ги организира општината, организациите на Здружен труд, другите организации и местните заедници, со својата индивидуална работа, како и преку активноста во стручните, хуманитарните и другите организации, граѓаните се оспособуваат за успешно извршување на своите обврски, да се самозаштитат и активно да учествуваат во извршувањето на задачите што произлегуваат од нивниот конкретен распоред во единиците и во другите општествени структури. Систем на извидување, известување и тревога. За навремено откривање на опасностите, како и за преземање потребни мерки за заштита во рамките на општината, е формирана служба за извидување, известување и тревога. Преку дејствувањето на оваа служба се обезбедува непрекинато следење на борбената ситуација, налетите на авиацијата и другите борбени активности и за утврдените опасности навреме ги известува населението, органите, организациите на Здружен труд и другите организации преку многобројните технички и прирачни средства за алармирање и известување. Многу е важно на објавениот знак за аларм граѓаните и работните луѓе наитно да постапуваат по однапред утврдената постапка,
односно да ги преземаат и да ги спроведуваат утврдените и пропишани мерки. Во засолништето, граѓаните и работните луѓе ги извршуваат и ги спроведуваат задачите што се пропишани и преку транзисторските приемници ги следат известувањата, што повремено ќе се пренесуваат преку радиодифузната служба. Мерки за заштита. Засолнување. За обезбедување ефикасна заштита на населението и на материјалните добра од разурнувачките, запаливите, хемиските и други ефекти на борбените средства, се врши засолнување на населението и на материјалните добра. Имено уште во мирот, во стамбените, деловните, општествените и во другите објекти, како и на одредени јавни места, се изградени или се изградуваат засолништа, кои во зависност од својата местоположба и од степенот на отпорност даваат соодветен степен на заштита како од експлозивното, така и од радиоактивното, хемиското, биолошкото и топлотното дејство на употребените борбени средства. Покрај овие објекти, навремено се преземаат мерки за адаптација на погодни, визбени и други простории за засолнување, а во непосредна војна опасност се предвидува изградба на голем број рововски засолништа за населението, што заедно со однапред изградените засолништа создаваат широка мрежа засолништа и овозможуваат масовна заштита. Важно е засолништето да се гради во непосредна близина на граѓаните, односно на работните луѓе, за да можат за многу кратко време да дојдат до него. Според тоа, засолништето треба да биде во непосредна близина на живеалиштето, односно на работното место или простор, каде што граѓаните можат да се затекнат во дадена ситуација. Поради тоа е нужно граѓаните и работните луѓе уште во мирот да го знаат засолништето што ќе го користат во реонот на живеалиштето и во својата работна организација. Покрај ова, треба да се знае постапката и однесувањето во засолништето и да бидат навреме подготвени работите кои со себе треба да ги понесат граѓаните. Евакуација. Поаѓајќи од предпоставката на концепцијата на општонародната одбрана за активен и непрекинат отпор на целото население во сите услови на евентуалната војна, евакуацијата на населението во војна ќе биде условена од конкретната борбена ситуација и од моменталните потреби, водејќи при тоа сметка градовите и населените места да не останат празни. За наши услови, евакуацијата всушност ќе значи дисперзија во побезбедни реони на малите деца
изнемоштените старци на тешките болни и инвалиди, кои нема да бидат во можност сами да се штитат од дејствата и последиците на агресоровите борбени средства. Евакуацијата представува доста сложена мерка за заштита, но ефикасна, бидејќи со нејзиното спроведување се постигнува порастресит распоред на населението, а со тоа значително се намалуваат последиците од воените дејства врз нејакото население. Спроведувањето на оваа мерка наедно придонесува да се создадат услови за отпор и за заштита на оние граѓани што и натаму треба да останат на подрачјето од кое е спроведена евакуацијата. За ефикасно спроведување на оваа задача, создадена е посебна организација во рамките на местните заедници и организациите на здружен труд, кои се непосредни носители и извршители на оваа мерка. За таа цел во местната заедница, од каде што се врши евакуација, се формирани собирни пунктови, додека во местните заедници во кои се прифаќа евакуираното население, се формирани прифатни пунктови и комисии за разместување. Покрај овие органи на просторот на местната заедница во кој се спроведува евакуацијата, се организира здравствена служба, снабдување и други активности кои треба да обезбедат услови за нормален живот и опстанок. За успешно спроведување на оваа задача, неопходна е целосна соработка на граѓаните што се евакуираат со органите кои ја спроведуваат евакуацијата. Затоа е нужно, на повикот на надлежниот орган, граѓаните брзо да се подготват и во определениот рок да се јават на одредениот собирен пункт. Исто така, секој граѓанин однапред да знае како треба да се подготви и каде да се јави, што треба со себе да понесе и како да ја обезбеди покуќнината што ќе остави во своето живеалиште. Во реализацијата на оваа мерка од особена важност е однесувањето и помошта на граѓаните и на домаќинствата од населените места во кои се сместува евакуираното население. Затемнување. Успешното затемнување значително придонесува за намалување ориентацијата на непријателската авијација и видливоста на населбите и на одделните објекти од воздух, односно го отежнува откривањето на конкретните цели на нападот. Во војна, оваа мерка се применува во сите градови и населби. Постојат два степена на затемнување – нормален и тотален. Нормалниот степен на затемнување се спроведува секој ден од стемнувањето и трае до разденувањето, додека тоталниот степен на затемнување се применува од моментот на емитувањето на сигналот за тревога и трае до прекинот на тревогата. При нормалниот степен на затемнување е дозволена употребата на светлосните средства ако живеалишните, работните и другите простории
ќе бидат така оспособени што не ќе го оддаваат светлото во надворешниот простор. При тоталниот степен на затемнување, задолжително се исклучува секаква употреба на светлосните средства, освен посебно определени и заштитени објекти. На ваков режим се прилагодува јавното осветлување, како и светлото на сообраќајните средства. Ефикасноста на оваа мерка пред се зависи од дисциплинираното однесување на сите органи и организации на секој поединец. Затоа е нужно граѓаните однапред да подготват и да обезбедат материјални средства неопходни за оспособување на живеалиштето за затемнување, а организациите на Сдружен труд и другите организации во своите планови за затемнување детално треба да ја разработат и постапката. Техничка заштита. Заради избегнување и намалување на непосредните ефекти врз живата сила и материјалните добра од дејството на разурнувачките, запаливите и од другите борбени средства, се применуваат разновидни технички мерки за заштита во градовите и населбите и одделно во стамбените и во стопанските објекти. Овие мерки се вградуваат и во урбанистичките и просторни планови за развој на градовите и населбите, што овозможува навремена примена на адекватни урбанистички и просторни решенија, кои имаат значајно влијание не само на ефектите врз живата сила и врз материјалните добра што ги предизвикуваат борбените средства, туку и врз конкретните активности на органите и единиците, врз производството и другите дејности за одбрана и заштита. Сепак, големо значење имаат мерките и активностите кои непосредно ќе се преземаат во стамбените згради и во организациите на Сдружен труд за избегнување и за намалување на последиците од дејствата на борбените средства, гасење на пожарите, поправка на оштетените инсталации, отстранување на опасностите од води и фекалии од општествената улична водоводна и каналска мрежа и слично. Затоа граѓаните и куќните совети, како и надлежните органи во организациите на Сдружен труд и другите организации, мораат однапред да ги утврдат конкретните мерки во оваа смисла, потоа да обезбедат потребни материјални средства, а при реконструкциите, адаптациите и при сличните активности мора да се применуваат сите мерки кои ќе им обезбедат ефикасна заштита на луѓето и на материјалните добра. Во случај на непосредна војна опасност и војна, тие мерки ќе се доградат до оној степен колку што е потребно за остварување на заштитата. За координирање и усогласување на сите подготовки во областа на цивилната заштита, како и за оперативно раководење со единиците и со мерките на цивилната заштита во време на мир и војна, во рамките на општествено-политичките заедници се формирани штабови за цивилна заштита. Штабовите за цивилна заштита со своите оперативни органи, служби и непосредно подчинетите специјализирани единици на цивилната заштита, како и со ангажирањето на стручните органи и служби, обезбедуваат синхронизација на сите мерки и активности што се сврзани со заштитата и спасувањето на луѓето и на материјалните добра во текот на борбените дејства.
Од веќе изложеното може да се заклучи дека преку организираните единици на цивилната заштита и преку примената на мерките за заштита, како и преку организационата активност на граѓаните и работните луѓе, се создава моќна организација во нашето општество за активност противставување на сите опасности што ќе ги предизвика војната, како и за ефикасно отстранување на последиците што војните дејства ги имплицираат врз ритамот на животот и работата во случај на војна.